Поинтересната 2023 сите ние би сакале 2024 да ни донесе возбудливи автомобилски вести, но ќе останеме малку разочарани. Нема да има големи изненадувања, бидејќи во поглед на новитетите, производителите на возила ни создаваат се поголеми главоболки. Затоа и некои од моделите што ќе ви ги представиме сега ќе ви изгледаат познато, оти веќе сте ги виделе пред доста време. Се започна со електрификацијата и желбата на производителите да покажат дека се понапред од конкуренцијата, представувајќи и предвреме нови модели, чиј развој не е ниту започнат, ниту пак е прецизно испланирано времето кога треба да се појават на пазарот. Потоа дојде пандемијата која направи плановите да бидат невозможни за исполнување, сама по себе и не толку колку последиците од неа во однос на нарушениот синџир на снабдување. Ако на ова се додаде и промената на трендовите која бараше брза релокација на ресурсите, се доаѓа до фактот дека лани дури 55% од најавените премиери доцнеле со своето пазарно лансирање. Колку драстично се променети работите, кажува податокот дека овој процент во 2017 година изнесувал 13%. Според аналитичарите, главната причина за ова лежи во промената на технологиите за производство. Имено, со доаѓањето на електричните возила, целата инфраструктура на фабриките морала да биде заменета, а треба да се додаде и времето потребно за обучување на работниците. Проценките велат дека овие доцнења, намерни или ненамерни, годишно ја чинат автомобилската индустрија 30 до 50 милиарди долари на глобално ниво. Но како и да е, годинава што е пред нас не очекува мозаик на новитети. Плановите, доколку се остварат, велат дека глобалната автомобилска сцена во просек месечно ќе се збогатува за по 5-6 сосема нови модели.